Послание на апостол Павле до евреите, 8 глава. А најважното од ова што го зборуваме дека имаме таков првосвештеник, кој седна од десната страна на престолот на величието на небесата, и е служител на светилиштето на вистинската скинија, што ја постави Господ, а не човек. Секој првосвештеник се поставува за да принесува дарови и жртви. Затоа беше потребно и тој да има што да принесе. Зашто ако тој беше на земјата, не би бил ни свештеник, зашто има свештеници што принесуваат дарови по законот. Им служат на образот и на сенката на небесните работи, како што му беше речено на Мојсеј, кога ја подигаше скинијата. Гледај, рече, да направиш се според образецот што ти беше покажан на планината. А сега тој доби толку подобра служба и стана посредник на подобар завет, кој е утврден врз подобри ветувања. Зашто ако првиот завет беше без недостаток, тогаш немаше да се бара втор. Но, укорувајќи ги, вели: Ете, идат денови, вели Господ, и со домот Израилев и со домот Јудин ќе склучам нов завет. Но не таков завет, каков што склучив со татковците нивни во денот, кога ги фатив за рака, за да ги изведам од земјата египетска. Зашто тие не остана во мојот завет, јас ги оставив, вели Господ. Но, ово е заветот што ќе му го дадам на домот Израилев во оние дни, вели Господ. Ќе ги врежам законите свој во мислите нивни и во срцата нивни ќе ги напишам и ќе бидам нивни Бог, а тие ќе бидат мој народ. И ниеден нема да го учи својот ближен и ниеден брат од свој. Познај го Господа, зашто сите од мал до голем меѓу нив ќе ме знаат, бидејќи ќе бидам милостив кон нивните неправди, а за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да си спомнувам. А кога вели нов завет, првиот го направи застарен, а она што е старо и застарено близу е до исчезнување.